Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани медиуми. Никола Груевски очигледно не сака да биде искрен со македонската јавност. 2 дена му даваме шанса да излезе во јавност и да каже јавно за 1.500.000 евра кеш кој ги зел од газда Нини, за неплатениот данок од 225.000 евра и за криминалната офшор мрежа што ја краде Република Македонија. Ако беше чист, Никола Груевски ќе излезеше уште следниот ден на пресконференција и лично ќе објаснеше што се случило, а немаше да се крие зад партиски соопштенија. Никола Груевски, зошто ти не одговориш на поставените прашања? Туку стигнуваат некакви панични соопштенија од Центарот за комуникации. Од каде би знаел Центарот за комуникации дали ти си зел 1,5 милион евра во кеш од газда Нини? Излези и одговори, не ги вмешувај твоите соработници во калта во која си потона до гуша. Никола Груевски, не мора да се закануваш преку соопштенија со тужби. Еве јас те повикувам да ме тужиш. Кога веќе бегаш од мене на дебати, нема проблем, ајде да се сретнеме на суд. Ама ти лично да се појавиш на судењето, не да се криеш и да биде јавно со присуство на медиуми и наблюдувачи. Па сите нека видат која е вистината. Ти било тешко да ги сватиш прашањата, не биле разбирливи. Биле измислици и халуцинации. Еве прашувам појасно здравје. Ако се ова измислици и халуцинации, зошто тогаш Груевски издаде ембарго на сите медиуми што ги контролира да објавуваат информации за случајот и за моите пресконференции? Од што се плаши Груевски ако ова не е вистина? Зарем, господине Груевски, во 21 век веруваш дека ќе ја запреш вистината со цензура? Тешко ќе ти успее таа работа. Знаејќи каков мрак создаде ВМРО ДПМН во медиумскиот простор во Македонија, целиот материјал и сите докази ги преведовме и уште од денеска детално ќе ги запознаеме и представниците на меѓународната заедница и странските медиуми. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска ќе ги отстрани сите сомнежи околу тоа што и како се случило. Ќе објавиме аудио снимки од разговорите на кои под наредба на Груевски е договарана операцијата продажба на Македонска банка АД Скопје. Му се заблагодаруваме на загрижениот граѓанин кој поради својата совест решил да не ги достави овие снимки и ги охрабруваме сите граѓани кои имаат вакви или слични докази за криминал во власта да не ги достават, зашто покажавме дека ние доказите не ги користиме за да се пазариме со Груевски, ниту да калкулираме, ниту да оценуваме, туку ги објавуваме во интерес на вистината. Една работа е повеќе од јасна. На Никола Груевски не му е државата пред се, туку партијата, а со конечна цел негова лична заштита и заштита на фамилијата и бизнисот. Во Македонија не постои држава, не постојат институции на државата, не постои поделба на власта. Постојат само интересите на партијата и на фамилијата што ја раководи таа партија. Сега на сите им е јасно зошто Груевски не дозволува да има фер и демократски избори. Си се чува себе си. Потсетувам дека за криминални продажби на банки во затвор веќе има поранешни премиери од регионот. Насекаде во регионот се случија промени. Во Хрватска, во Србија, во Бугарија, во Албанија, само во Македонија криминалната мрежа ја турка државата во целосна диктатура и пропаст. Ги повикуваме надлежните институции да не чекаат наредба од Груевски како да постапат за случајот во кој тој ја игра главната улога. Многу афери досега беа заташкани. Ова нема да дозволиме да биде заташкана. Го повикуваме господинот јавен обвинител Зврлевски да заборави на ромските балови и другите забави на кои другарувал со првите луѓе на власта. Веднаш да отвори истрага за случајот и да бидат преземени сите мерки кои би биле превземени за секој друг граѓанин на оваа земја во истата ситуација.
Дозволете ми конечно, како човек, а не како политичар, да го прашам Груевски една работа што мене лично ме вџашува. Па добро бе, Никола Груевски, како сте можеле да влечете пари од офшор компании, газди на Македонска банка, дури во деновите по загинувањето на председателот Борис Трајковски? Имате ли малку срам, морал, човечност? Кога целата нација беше во болка и во тага, очигледно само бизнисот на фамилијата не бил завеан во црно. Почитувани, сосема на крајот. Поради ова што се случува изминативе 2 дена, сакам и најдиректно да му се обратам на Груевски. Престани да ми се закануваш мене, на моето семејство, на моите блиски и на луѓето од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако ова не е вистина, зошто тогаш закани да запрам и да не продолжам? Зарем веруваш дека ако мене ме запреш, вистината ќе остане за секогаш ваша фамилиарна тајна? Па нели ти тврдеше дека вистината е како шило? Кога тогаш ќе излезе на површина? Евеа, Никола Груевски, излезе на видело вистината за твојата честност и патриотизам. Ви благодарам и ве поканувам заедно да ги погледнеме аудио снимките кои ќе покажат кој лаже или халуцинира. Почитувани, во продолжение ќе имате можност да слушнете 4 аудио снимки во кои што се договара сделката за која што информиравме. 2 од нив се со Никола Груевски, 2 се со Газданини. Да? Ве работиме, шо правите ви? Еве, добар. Јас сум во Берлин тука, па стоам на улица пред ресторантот со некои парламентарци, имаме ручек. И те сјавив, викам, дај да ти јавам на тебе. И ми го даде бројот, веднаш после тоа гледам тројца скопјени тука, во жити се ги гледам тука, 10 минути изгуби со них, слушај. Од каде до каде? Тројца луѓе од Скопје случајно да ги видам тука. Абе видиш ли како е светот мали да Абе, стварно е мал, бе. Ти евам. Ти как си, добар? Одлично. Види вак сега, значи јас те барав еднаш запти минатата недла, ти знам беше на пат, ние во гужва. Добро, денеска плативме тамо 5,5 милиона колку треба. Зашто ова? За акција, оно. За акциите, добро. Значи тоа јас ти кажав на Верица, на Зорица, тоа е, ќе ги држиме тие пари од сумата што ни должите на крај. Не е проблем, не е проблем. Не, ама да знаеш дека не е, се уште околу 280.000 евра се должи за тоа. Нема проблем, Така шефе, што... на ту тему нема проблем оште. Не, мислам, сакам да знаеш дека тоа е коректно од наша страна. Чекај, и од една и од друга, поинаку не може да биде меѓу нама. Добро. Вака се, шефе, за другото. Ајде, без многу да се мислеме, ако ми кажеш дека ова е прифатливо, можеме веднаш да започнеме. Значи, ние стигнавме до 2,2 милиона евра. Дали нашата понуда би била следната, 2,4 милиона евра, значи за 57%, али тоа ќе зборуваме цена по акција после колку е, од кои 900.000 значи жирално, Добро. 1,5 во кеш, од кои 10 месечни рати, али што повеќе во прва рата да може, например, дали 200-300 во прва рата. И другото во 10 месечни рати. Може ли да ми дадете простор да се изјаснам до кога се враќаш ти ден? Се враќаме петок, сабота. У петок, сабота. Или ќе ме бараш или ќе те барам у петок или сабота. И ќе се договориме. Важи, ама значи не е голема разлика од тоа што дискутиравме с тебе. Јас со вас немам многу да брам спогодби овако онако, тука нема што. Да. Значи може да причамо за све, со вас нема многу спогодби. Ние треба пријателски да извршиме секоја работа. Према томе ту нема да или не. Значи сматрам да сме блиски и не сме за денеска. Да. Добро, јасно. Ја имам видено многу добро од таа партија, од тие луѓе. Добро. И од сите вас, значи комплетно као тим, према томе нема тука сакам, не сакам, можам, не можам. Да. Само мора да ја запазиме процедура, рецимо, ја тоа сакам да го купам преку српски фирми, да не почне тамо да паламуде после. Разумеш ме нешто? Не, виса, тука тоа е друго прашање, ќе треба дозвола од Народна банка од тоа, но тоа ќе треба да го измислиме добро, нели, формалниот дел. Така. Меѓутоа мислам дека тоа 900.000 ќе помине кај гувернерот. Добро. Добро. Не, нема што кај гувернерот да помине или да не помине. Не, сумата како сума ќе помине.
Меѓутоа, значи уште еднаш 900.000 жирално. Тук ќе зборуваме после за другите детали, дали да ги купиш акциите во офшор фирмите или да ги купиш само акциите на Македонска банка, ама тие се детали за кои ќе најдеме договор, ако најдеме договор за ова. Добро. Не е спорно другите финеси и детали, мислам, тоа сакам да ви кажам. Добро. Значи, уште еднаш, 1,5 од кој еве, да речеме 300-400 во кеш во старт. Добро, не, и другото 10 не месечни мора да рати. зборите ништо. Да, јасно. Добро. Овако, до сабота ќе се слушнеме да Важи, во меѓувреме ако треба некоја консултација, пак на овој број или Не, само со вас, на овој број може да ме барате кога сакате, али пази, кога не сум ја у канцеларија, никој не се јавува на него, да знаеш. Тоа е мој директен телефон. Не, зборот ми е ако имаш потреба порано да ме контактираш преку Зорица, нека ми пушта СМС. Не, нема проблем, па ја директно ќе ве барам на мобилни, па Не, можно е да не дигам оти во состаноци. Ама мој број го видите. С мобилен ќе ве барам. Можно е, може не, ама ако имаш проблем прати ми СМС порака, прати ми порака, тоа ми е збор. Значи, било што порано прати ми порака. До сабота ме чекате, до сабота не одлучувате ништа. Сега е топка кај мене, така ли е? Топка е кај тебе, али ако ти си спремен порано да тргнеш, ние сме спремни, тоа ми е збор. Ве разбрав. Хвала лепо. Okay. Најкасно до сабота се слушаме. Океј, отцо. Ајде, пријатно. Да. Ало? Да. Еј, морав да се јавам. Да. Од австралскиот број се јавам, новој број, така што нема проблем. Аха. Слободно може да зборуваме. Нема теорија да не слуша, тоа сум во Германија ако не слуша. Да. Се слушам сега со овој Нини од Србија. Добро. Јас сум излезен некаде бајдој. Се враќам. Вака сега, не даде ни да ни не. Меѓутоа, мојот чувство е дека ќе прифати. Меѓутоа, замоли уште еднаш до крајот на неделата, треба до петок, сабота, требало да виде мислам се, не каже да, не каже ни не. Ама почна да зборува за преку кои фирми би одело тоа, како би било, да провери регулација во Србија, вика најверојатно ќе треба да биде српска фирма. Али останавме на тоа, значи 2,5 милиона евра за 51%, или тоа ќе обрачунаме по број на акции, од кој 1,5 милион во кеш, од кој 300 до 400 евентуално значи унапред, а другите 1,200,000 во 10 месечни рати, а 900.000 евра жирално. Сега и он самиот спомна, вика јеби го, вика може би овој говернерот Трпевски ќе ми прави проблеми, не знам. Мислам дека ќе прави. И он самиот спомна тоа, не знам. Да, мислам дека ќе прави, особено ако сумата е слична со сумата на овие, а ние така го правиме, нели? Па не е баш така, 400.000 евра повеќе. Овие нуде 500.000. Ама рачунајте дека овие ќе излезат со поголема сума, тоа им е само почетна позиција, најде. Па добро да ќе одиме и ние нагоре сега. Да. Ќе оди он нагоре на сметка на кешот што ќе паѓа доле, тоа е тоа. Меѓутоа позитивно ми звучи, тоа сакам да ти кажам. Добро. Океј, ќе се видиме. Сега кога треба да му кажеме? Не, он ќе се јави до петок, ама каже дека разгледувал уште некои работи, замоли до петок. Добро. Викам нема проблем нини. Али зборот ми е дека сум 90% сигурен дека ќе прифати ова. Сега може се врати назад, ама ќе видиме. Добро. Али не кажа ни да ни не. Мислам ни за сумата ништо, не сакаше да зборува за тоа, само вика дај ми до петок да видам некои други работи, па после ќе ти кажам што е моја позиција. Ало? Те слушам. Еј, добро. Мора од специјални броеви да се јавуваме се, што да правиме? Како? Викам, мора да се пазам. Да, се разбира. Ова тука е некој тотално не покриен. Од надвор број е така што можам комотно да зборувам, мислам. Би требало ептен несрекни да сме да се случи нешто. Вак сега, Јоцо, значи ние устануваме на тоа, се надам тебе, чекам да кажам, да слушам твоето мислење, нели каже до петок, сабота ќе слушнеме. Ево сабота, денеска се договоривме, значи денеска е задниот ден кога треба да завршиме. Овако, значи, твој стави 2.400.000. Добро. 900 веднаш. Ало? 500? 900. 900 жирално, да. Жирално веднаш, а оставало да буде на 10 еднакви крапи. Се не, останалото мислевме, например, 200-300 ако може веднаш и другото за во рати. Чекай, може ли 200 веднаш, а оно да буде уместо 10, 11 рати? Јоцо, за тебе може, не одлучувам сам, меѓутоа сега мора и ние да биде, што занесува до мене, треба да бидеме флексибилни, така што не можам јас да ти кажам, меѓутоа еве, јас. Чекай, ако ама за густ, да треба пре. Аха. На таа тема не треба да разговарам, уопште не е ни важно што сме договорили, разумеш? Да. Значи не дај, али ја ипак хочу да имам едно отступницу, ако да си имам темелно чврсто направен договор, разумеш? Да.
Ето така. А види, би било, за мене, например, мислам би било прифатливо. 900 значи жирално. Веднаш ќе ги даде. Кажавме тие, ќе разговараме после за деталите, от има некои офшор компании, дали ќе ги купеш офшор компаниите или акциите, ама тоа се детали за кои ќе дискутираме, Добро. кога ќе дојде време за тоа, да не зборуваме сега. Ми тоа значи 900 жирално, или значи мој предлог би било уште еднаш, 300 да биде значи кеш веднаш. Ало? 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 Да, чум. Ало? Те слушам. Нешто се губи линија. Да. Добро, значи, еве, значи 900 се договоривме. Сега, Така. 1.500.000, од кои? Милион 400. 2.400. 2, не би отсо 1.500.000, 1.500.000, да. Право си, шеф. Од кои 300 би биле, значи, веднаш во кеш, 200 могу одмах. 200 могу одмах, немој 300 ме тераш. Не може 200, Не може 300. 200 могу. Добро, 200, значи, веднаш, Така е. тоа станува 1.400.000. Добро, колку останува? Ќе обрачунаме 200 веднаш и остава на 10 еднакви грами. Јоцо, а може ли 200 и после плюс 10, значи 200 веднаш, 200 после месец дена, Добро? и тоа останува Можеме да. 1.100.000, останува 110 по месец. Може. По тут пута 10 месеци. Може. Можеш така? Значи 200 Може. веднаш, 200 после еден месец Не може, завршено. и 110 пута 10. Тако е, може. А за деталите ќе разбавам. Добро, Јоцо. Само када се видимо, кажи ми? Па, што побрзо? Кажи ми, што побрзо? Само овој пат јас и ти и може и Борис ќе одонесам. Кој сакаш тој? Добро. Али ова да остане стварно нема потреба никој друг за Маријан, за тоа нема потреба никој друг да знае. Ово е више дефинитивно, тако? Дефинитивно. Добро. Шефе, нова може. Добро. Овако. Ја ќе папирологију да припремим. Кој ќе ти биде, извини? Ќе биде Југоремедија и Медела. Југоремедија од каде е? Од Зрењани. Врање? Зрењани. Добро, а другата? Друга е Медела из Врвас. Се, ја ќе детаља ти дам сутра или евентуално среду. Добро, а кој ќе ти биде контакт човек тука? Ќе имаш некој, пак Зорица ќе биде, кој ќе е Бутко? Само Зоре. Значи ти информирај Зоре, јас ќе да се сретнеме утре. Добро, само да ви кажам нешто, како ќе биде. Ќе дадам и 3-4 македонски фирми с по 5% да може да се пренесе. Да. Сукцесивно, разумете ме? Да. Тако. И тоа ќе може од утре да почне се работи. Да. Тако. Договорно поздравам. Тоа може, сега, јас и ти кога ќе си во Ниш пак? Ја у Ниш ќе бидам у среда. У среда, предходно кај си Во Врбас, во Медела тамо. Каде е тоа? Не знам точно каде. Подалеко е така? У Војводина. А во Војводина? Да, скоро до Суботица е тамо. И ноќас ходам тамо, утре ќе бидам тамо, у вторник навечер доаѓам. Значи ние може евентуално среда, четврток да се видиме, али ќе договориме за тоа. Меѓутоа битно е Зорица да знае да ги брка оперативно работите и да почнеме тука све што треба, барање, договорнерот, се до тоа. Никој тоа више не смее да го знае. Да. Само ја, ти и Зоре. Да. Тако, А може сукцеси. Океј, ќе договориме, по телефон си достапен, така? Секогаш. Добро, океј, Јоцо, баш ми е мило, се слушаме само напред. Ајде, шеф, пријатно. Али вак сега, имам добри вести. Се слушнав со овој, попладнево некаде кај 6-7 сата беше. Вака, значи он прифаќа 2,4. Добро. Значи за 51%, од кои 900.000 ќе префрле жирално и 1,5 ќе префрле во готовина. Сега, од тие 1,5 неговото 9.000 погледова. Што колку е? Погледот 9.000, 50 милиона. Тоа е околу 50 неколку милиона, да. Па како ќе го оправдаме, зашто даваме на него, не на овие други тие? Тие 500 милиона. Тие 500 дават пред никога, да. Да. 500, ама мислам име тука флексибилност сега, нема тука ако треба да се зголема овој ќе ја зголемува, не јасно. Не е проблем тоа. Мислам дека сме окей. Сега за деталите не зборувавме, мислам и по телефон многу, меѓутоа ќе решиме сега дали како и как ќе тече тоа понатаму, ќе видиме, меѓутоа генерално прифати, значи од тие 1,5 милион што се во кеш, он предлага вака, вика тоа е најмногу што може да направам, 200 веднаш. Јас инсистирав малце повеќе, ама вика тоа е најмногу. 200 веднаш сега, 200 после месец дена. И тоест веднаш нели по подпишување, мислам. 200 после месец дена после подпишување и 110 пута 10 месеца. Понатаму.
За мене мислам дека е прифатливо, размисли вечерва, дај ми зелено светло утре и да започнеме што побрзо да урешаваме тоа. Ако веќе не ти уште сега. Прифатливо, ајде. Значи да почнем утре, така? Значи за 12 месеци целосно ќе се покриеме. Па да речеме 10 месеца од моментот на подпишување, 11 месеца од моментот на подпишување, да. Така. Ако подпишеме у ноември до дојдеме. Добро, окей, прифатливо. Не, види, мислам дека е сосема добра понуда. За ова претходното како он дава ли се време? Па види вак сега, јас не сум се, значи поради тоа што сум бил на пат, не сме се виделе 2 недели и плюс од кој ги купе тие 3,5% во банката, му кажав да ги задржи се одека да му биде како гаранција. Добро. Од тие рати што не ги дожи до сега, така што сега везе тоа последна рата може да му биде гаранција, не. Да, добро е, ама и не се добро е, не прави проблеми. Како и да не прави. Последните 2 недели јас не сум имал време да ги видам бејќи на пат бевме. Така, добро. Така што утре ќе го видам, добро. Не, мислам нема никакви индикации дека имаме проблеми. Тоа ми е зборот. Добро. Така што мислам дека е сосема окей понуда. Како одма да вамираме, како да направиме сега? Со љубе што направиме? Они тука треба се будка таа процедура, не можеме ние. Не знам како тече процедурата сега. Значи они што треба, банката треба да го извести гувернерот дека е најдено купувач. Треба согласно со акционерите, значи треба да направиме сега да не ни преземе некој меч. Он некако банката ствари одма да пушти утре се бајле, ја му на бога вечера, не може банката, треба прво овие да дадат некое. Ета дај речи му. Да. Овие треба што побрзо да даде, за да не. Не, ваче утре ќе се видам со Бајаджиев и со овие да ми кажат кои се постапките за понатаму. Ќе се видам после со човекот ново и Нини овде. Бајаджиев уште некој време да не му кажуваме. Некој треба да ми каже каква е постапката. Некој треба да ми каже каква е постапката. Што кој се чекува да кажа. Ако имаме договор некаков, одма треба да го испратиме во Народна банка за да види дека нешто се деша. Добро, што немаме такво нешто? Треба да го имаме. Или тој веднаш да поднесе барање до Народна банка уште утре неговата компанија. Добро. Најболje е тоа, одма да поднесе барање у текот на утрешниот ден. Макар и некомплетно, а наредите. А нели треба прво нашите собрание на акционери да даде согласност прво? Како он може да донесе барање пред ние да имаме согласност? Нека поднесе од ќе преземе верчеви. И да не може, нека поднесе. Добро. Еве кај, зборам со Јасмина кој е така, ама не знам овој па да не го изреволтираме, не знам се што да правиме. Кога да не изреволтира? Марија, да не почне да зборува. Не бај зборови, ама еве јас ти кажам, јас ги знам тие работи горе доле, знаеш. Не е проблем, јас ќе му кажам, овој нека да остава да има меморандум некој така да има. Ама ако нема, пошто ние немаме време да губиме. Он утре нека поднесе барање, он не може утре да поднесе комплетно барање. Да. Шакаш, не може тоа утре да направи, треба недела дена да се подготвува за комплетно. Добро, може само известување, да каже дека во разговор со представници на акционерите кои представуваат возински пакет, дека постигна согласност и да во текст се постапки се откупа 57% од тоа за ви го поднесам барањето и ви напоменувам дека во текот на наредните денови барањето ќе биде комплетирано. Комплетирано, окей, може така. Значи прелиминарно известување дека е донесено начина согласност и дека многу во наредните денови очекуваме да се формализира процесот. А во меѓувреме да свикуваме собрање на акционери и се до тоа да се тече како постапок. Затоа да викам, не може Маријан да не го известиме, мора да биде во тек.